се недела ќе правам гулеш. Па ајде да видите како јас го правам. Прво го сечам месото на коцки. Сега е размрзнато, малку потешко ќе иде сечењето. За гулешот е најважно подолго време да се крчка. Тогаш е најдобар. Ова не е говецко, телешко месо е, така да побрзо ќе се развари. Јас најпрво го ставам месото да се испржи. Како така го изсекам. Да ставам малку масло. Со оваа шпатула полесно ми е да го ставам месото. Имам околу 700 грама месо, тоа ми е доволно за нас двајца. Еве го. И сега јас убаво го пропрежувам, дори да добие убава боја. Потоа го вадам тенџерето и го ставам кромидо. Е така, додека се пржи месото, јас ќе го спремам кромидот. 2 големи главици. Видите како месото само си пушти вода. И сега ќе чекам да испари водата, да се запрже месото. Па потоа ќе го извадам од тенџерето и ќе го ставам кромидот да се пржи. Е, сега еден компир ми треба. На ситни коцкички. Убава густина дава, а и некако ми е повкусно, не знам дали од компирот. Најдов една протокалова, ама љута е и ќе ставам само половинка. Ми треба и паста од патличани. Една лажичка. Чекај да видам. Го купувам во конзерва и кога ќе ја почнам, не е убаво да стои во конзерва. И си го замрзнам и потоа си користам во фолија за виткам и ево. Сега во истото масло ќе го ставам кромидот. Ќе го пржам околу 8 до 10 минути. Убаво да омекне. Да ставам малку сол. Побрзо омекнува кромидот. А сега да спремам. Заборавив уште 2 чешниња лук ми требаат. Лукот го ставаме при крајот кога ќе се испржи кромидот, лукот и пиперката и пастата од патличани
и се пржи околу 2 минути. Отприлика вака треба да омекне. Ова што ја гледате бојата е од тоа што месото се пржеше, што беше запечено. Сега ќе ги додадам лукчето, пиперката и пастата од патлиџани. Тоа се пржи 2 минути. Сега ќе го додадам и компирот. Само еден компир става. Меѓувреме заставам да ми се стопи вода. Заборавив дека имам бујон. Уште поубаво. Кога варам некои коски и потоа се замрзна вака во пластични. И си имам за кога ми треба бујон, си извадам. Сега ќе го вратам и месото. Ќе го ставам бујонот. Сега ќе додадам зачини, сол, се знае. Не ставите одма многу, затоа што може да се пресоли. Бибер ставам малку повеќе, јас обожавам бибер. Црвена пиперка можеше да ставам уште пред да го ставам бујонот, ама заборавив. И чадена пиперка. Ама од неа многу малку, затоа што има јак вкус. Не вкус, мирис. И уште 2-3 ловорови листови. И тоа е се од зачини. Ќе додадам уште малку водичка, колку да го покрие месото, не треба многу вода. И потоа се крчка на многу тиво коги, 1 сат и пол, 2, зависи месото какво е. Ова е телешко, па ќе се свари побрзо. Ако е говецко, тогаш повеќе време му треба. И тоа е тоа. Ќе се видиме кога ќе биде готов. И еве го крајниот резултат. Се надевам ви се допадна рецептот, а ние се гледаме во некое друго видео. Чао!